Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојавте во уште едно само интервју. Наш гостин вечерва е Азир Алиу, министер за здравство, дел од коалицијата Вреди. Благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата. Во време на избори сме, тоа ќе биде доминантната тема во овој наш разговор. На почеток сакам да ве прашам околу една работа. Вие сте уникатен пример во оваа влада. Сега сте член последниве 3 месеци како министер за здравство, но бевте министер и во претходната влада што ја предводеше Ковачевски. Гледате ли некаква разлика во функционирањето со Ковачевски и со Мицковски сега? Па знаете, секогаш има разлики и да е една влада со два различни премиера има разлика, а нарешто вака две различни влади со две различни погледи кон политиките, да, дефинитивно има разлика. Чувствувате ли вие нешто дека сте, не знам, запоставени, дека нешто ве малтретира Мицковски, и кога ги слушам овие од ДУИ, замислувам дека за разлика од тогаш дека сега албанците во владава се никој не ги слуша, никој ништо не ги прашува. Види го се, ако знаеш да работиш, ако си таму кај што ти припаѓаш и ако мислиш дека тоа што ти го правиш е правилно, мислам дека не постои никаков надворешно влијание за да може да пречи или да ги процесираш работите кои што ти веруваш. Јас и по природа сум робусан човек, така да јас не прифаќам влијание од надвор за процеси кои што мислам дека се во линија на тоа што е политичка одлука на владата. Работам според планот што е дефиниран, според акцискиот план на владата за 4 години. Исто така од моето доаѓање на тоа место како министер за здравство, креирав краткорочен и долгорочен план. Знаете дека првата недела излегов со мисија и визија на тие три години, три нешто години министерување во тоа министерство. Како тргнало кај нас за 10 години, 10 министри за здравство се сменија. Сепак вие, значи нормално е кога влегувате во еден процес, тој процес да го планирате до крај. После ако има интерапт, дали тоа е политички или од друг вид, тоа е веќе друга работа. Но ние сме платени за да имаме план на работа, и тоа прецизен, со временска рамка, со човечки капацитети, со финанси. И јас тоа го направив со 5 строго дефинирани столба, кои што јас прво верувам во секој од тој столб, креирав работни групи, знам за секој столб кој ми е надлежен и во кој процес сме во овој момент, и затоа ценам дека никој во владата не може да биде надвор или против тие процеси кои што се дефинирани, јасно дефинирани, во кои што... Значи сепак се зависи ресорот од вас. Зависи ресорот, не само ресорот, секогаш е така. Добро. Знаете, првиот пат кога бевте министер, вие сте професор по информатички науки, беше природно некако бевте министер за информатичко општество, сега сте министер за здравство. Да речем, дојде помалку изненадување за јавноста, не знам вие дали очекувавте дека ќе бидете министер, но прашањето ми е дали се чувствувате доволно компетентен да раководите со овој сектор. Тоа е еден од најголемите сектори со најмногу вработени, со најмногу проблеми, со многу сложена организација и структура. Тоа е точно. Значи, секторот здравство е еден од најсензитивните сектори во секоја држава и кај нас. Од другата страна, да менаџира со процеси со една институција, требаат менаџерски способности, не треба да бидеш професионалец од некоја од областите, бидејќи имате вие ресори кај што има различни мултиакциски процеси внатре, кои што еден човек не може да биде професионалец за една, за втора и за трета работа. Не сте први, беше Никола Тодоров, беше исто правник. Од таа една точка не се плашам да менаџирам со институција. Мора да признам дека процесите, повеќе лично мене ми треба време за да се спремам за процесите, да ги анализирам малце подолго отколку што беа во МИО, бидејќи таму природно ти доаѓа многу пократко време ти треба за ти да ги сватиш. Многу лекови, многу апарати, многу... Тука да, прво наративот ќе треба да ти биде малце поприроден, а другите процеси се чисто менаџерски способности и толку. Го наследивте Таравари во Министерството за здравство, тој е лекар. Вие сте практично вашата политичка кариера постојано е дел од таа страна Алијанса за албанците. Кога беше поделбата со села, останавте дел од крилото на Таравари, но овој пат се одлучивте да не го следите. Вие и Фетаи, вице-премиерот, што се случи? Не е до крај вака јасно неговото објаснување дека поради загрозените права на албанците и закочените евроинтеграции, но од друга страна па има шпекулации дека поради паркингот на клинички, тој проект со Ѓока. Што се случи? Имате ли вие некакво објаснување или дали имате некакви информации зошто
одлучи да се врати повторно во коалиција со Села и со Али Ахмети? Од сега, касно се вклучи во политиката во 2017 година. Јас прв пат станав активен во политиката кога креиравме политичка партија Алијанса на албанците од 2017 година и од тој момент сме цело време заедно со Таравари. Идејата на таа политичка партија беше да се креира група, заедница на луѓе со визија и мисија да се направи чекор напред во политичките моменти во државата. Нарочито кај албанците ние имавме позиции, политички позиции кои што една политичка партија злоупотребуваше дневно со процесите, со вредностите кај албанците, повикувајќи се на други повисоки наративи кои што на емоции се со цел да не збори за реал политика и да нема резултати. Имавме и имаме се уште за жал толку деформирани процеси во системот кај нас. Уште еднаш напоменувам нарочито кај албанците кои што мене не ме оставеа да бидам равнодушен. Мојата кариера ми беше и се уште ми е професионалната на ниво во кој што немаше да имам потреба да се бавам со политика, ако егоистички гледаш кон целиот процес, кон институцијата, кон државата, кон општеството, кон семејството. Така да се приклучивме кон таа политичка партија со тој наратив. Знаете, спомнавте во претходната влада, ние бевме дел од таа влада, заедно со целата Алијанса на албанците, заедно со како што сме, како што бевме тогаш. Евроинтеграциите, да. Така, идејата беше да се придонесе кон тој процес. Во еден момент всушност се спасивте владата со вашите пратеници. Во еден момент за жал одлучи Таравари да се анализираат процесите, одлучивме ние тогаш како политичка партија дека на парламентарните избори нема да одиме заедно со ДУИ, заради тој наш наратив цело време против ДУИ. И тогаш го поддржавме. Значи, ние излеговме, јас тогаш бев министер за информатичко општество и администрација и колегата министер за здравство исто така. Двајцата, првиот момент кога тој објави дека дефинитивно одлучува он како лидер на политичката партија, ние му се придруживме, бидејќи тој наратив, ние растевме со тој наратив од 2017 и тоа е природно. Неколку месеци пред изборите. И тоа е природно. И понатамо работевме, нели, се креираше таа политичка констелација влен со различни политички партии, исто така против таа идеја на отстапување на нормалните вредности од страна на ДУИ. Ние работевме интензивно и добивме 107.000 гласачи, значи кои што гласа за нас, се со цел да одеме со политиките чекор напред. Добро, и знаем историјата и што се случи сега за после само една година Таравари да се предомисли. Истиот човек после 11 месеци, мислам, после 11 месеци одлучува да се врати таму кај што цело време ние и сме креирани како политичка партија, работевме против тој тип на креирање на политики. Тоа не знам што се случи. Има шпекулации едните дека се случило нешто приватно, комодитетот му бил нарушен, втори различни шпекулации, како и да јас не знам се уште што се случи, но чудно е во овој момент кога гледаш човек што го знае со години, космополит, да работи сега, да збори наративот, да му биде старомоден политички модел од типот на национализам и така натаму, гледам дека нешто има. Од другата страна, кога анализирате таа политичка димензија кај тој човек, вие гледате од оваа гледна точка, гледам дека цело време, значи се преместува од една политичка група во друга, се со цел да добие комотен. За не знам што остана од Алијанса веќе, едно крило, друго крило, трето крило. Сега вие сте и фетај дел од Вреди. Ние сме дел од Вреди. Значи Вреди е структура, компактна структура која што целта и мисијата. Зошто не прерасна во партија? Значи кога се случува со Таравари и Меджитика сами најавуваја дека до изборите ќе стане Вреди партија, еден политички субјект наместо сега 4-5, таму колку се. Знаете, цело време наративот за да имате за да направите нови активности во политиката, вие треба да имате време, простор со тој момент да се бавите. За жал овој период од фейк ньюс и таков пристап на ДУИ
заедно са зажали со таравари, ти мора да се пренасочиш кон одговори на тој наратив. Од другата страна, целта на Влене навистина да покажеме дека можеме со работа да покажеме друг профил на политичари. Значи, оваа генерација на политичари не сме да креира политики базирани на емоции и да не дава отчет. Значи, отчетноста ни е дел од секојдневието, значи и во институциите кои што ги менаџираме, исто така и во Влен, ние неделно си даваме отчет за сработеното, неделно нели имаме и седници на влади, исто така си даваме отчет и активности кои што ги имаме за следниот период. И целам дека добро направивме со тоа што се фокусиравме на работа и на резултати, бидејќи денеска на локални избори, ако слушате од ДУИ, све зборуваат освен локална политика. Да. Значи, дали сметате дека дефинирана веќе политичката сцена кај албанците, дека овие два блока се дефинитивни или може да очекуваме уште да има прескокнување на ограда од една на друга страна? Сметам дека е дефинирано. Сметам дека е дефинирано. Знаете, тоа е на крајот на денот, тоа е начин на размислување на креирање на политика. Веќе се знае еден блок. Кој е вториот блок? Да. Добро, најавувавте и од вашава коалиција дека ќе има некои пратеници ќе се приклонат, но ништо не се случи ни од тоа. Дека ќе се зголеми пратеничката група, дека од Европскиот фронт ќе дојдат во вреди, ама ништо не бидна ни од тоа. Знаете, тие како и да е, тие се опозиција на централно ниво, на локално ниво, на многу општини се на власт. Така да има притисоци, има, да не заборавиме, 22 години власт, значи се уште ги држи тој момент на притисоци, на енергија што за жал негативно ја користат. Новите локални избори кај македонскиот блок е горе-долу, да речем, известно дека ВМРО ДПМН според анкетите и според тоа лани колку со каква разлика победи, дека веројатно ќе биде победник на овие избори, но многу поинтересно е во така наречениот албански политички блок, очигледно таму ќе се бие битка за секој глас. Видовме и во Борис Трајковски салата се мереа метри луѓе кои наполнил повеќе, дали вие или Дуи Викендов. Тие се убедени дека ќе победат многу. 2:1 споменуваат, 3:1. Анкетиве што се објавуваат во јавноста им даваат предност, иако не толку голема. Какви се вашите анализи, што вие очекувате да се случи на 19 октомври? Јас мислам и кај албанскиот блок е јасно. Јасно е заради тој наратив. Уште еднаш ќе се навратам. Значи, наративот кај Дуи е базиран на емоции. И гледате, сега зборуваат за некаков тип на национализам, на големи проекти, на национални, не знам, се со цел да не дават отчет на сработеното. И во власт 22 години, исто така и на локална власт со години. Например, имат општини кои што се 8 години, значи трет мандат, 12 години. И тие мора во нормални земји политиката така се креира. Значи, вие мора да давате отчет и да барате дополнителен уште еден мандат за работи кои што ви останеле на половина. Добро, но очигледно дека голем дел од албанците сметаат и му даваат поддршка. Тие имаја 130 кусури илјади гласови лани и сега анкетиве стојат добро. Значи, тие гласови прво не беа чисти албански. Очигледно вие не можете баш ова да им го објасните на албанците, дека тие воделе погрешни политики или дека биле корумпирани, колку и да се зборува тоа, очигледно дека и натаму имаат поддршка силна. Гоце, знаете, кога креираш, и тоа намерно се прави, политики базирани на емоции, емоцијата е емоција, знаете. И затоа дека тоа со Али Ахмети поврзано со 2001 ради тоа пушта слики сцени. Многу значи треба време да пенетрираш во општеството со различни политики базирани на работа на реални политики. Емоциите се емоции, знаете, и кога разговарат двајца, ако едниот е поемотивен, преовладува емоцијата и во тој момент ти немаш индикатори, мерни индикатори како да му кажеш дека чекај малце, ова не е баш така. Јас мислам дека сме на прав пат и мислам дека албанците веќе сваќа, бидејќи нарочито на локалните, да, имаме наши анкети на локално ниво, колку и да им зборите за емоции, он знае дека нема пат, знае дека се уште ние збориме за вода, за канализација, за не знам инфраструктура во здравство, во образование, што се базични работи. Да, но за жал не стигнавме. Референдум нови избори. Значи го издигна овие избори, ги издигна на ниво на референдум. Ама не само овие избори. Вие вратете се на претходните избори. Збореа, не знам, Европа, све збореа освен политиките во нашата држава. Значи секогаш еднаш беа зелени,
па збореа дека ќе ги соберат сите заедници на едно место, бидејќи тие ќе се борат за секој граѓанин. Значи гледате колку конзистентноста е мала кај нив. Значи цело време се неконзистентни и ние кога се смееме во групата велиме најверојатно таа неконзистентност на ДУИ му е слична и еднаква со неконзистентноста на Таравари, затоа и се споја. Значи друго нема зошто да бидат заедно. Дали вие ги доживувате овие избори како да се биде или не? Не, за овие вашата избори коалиција? за нас се локални избори. После изборите продолжува владата на централно ниво да ги процесира политиките кои што се веќе дефинирани во наредните 3 години, додека локалните политики ние излегуваме со јасна програма, ги анализиравме сите потреби на граѓаните на локално ниво. Ако следите и нашите активности се базирани баш на реални проблеми, ние збориме за училишта, збориме за иновации, збориме за транспарентност, збориме за начинот како и колку пари, колку време ќе ни треба за да се гради некоја една институција, не знам, центарот, например во Гостивар збориме за нов центар кој што ќе биде модерен, кој што ќе има дали некој го слуша тоа, бидејќи овие други теми етнички, тие големи теми национални повеќе ле патуши него другите. Во првиот момент така личи, но на крајот на денот ние одиме дома, преку тој пат ние одиме дома и знаеме колку ни е инкамот месечниот, знаеме колку притисоци, значи во последно време исто така сведоци сме на притисоци од сите страни на нашите граѓани и ценам дека тие работи не можеш да ги покриеш со таков тип на сензитивност и на работи кои што се... Добра, сега конкретно не ми одговоривте. Што велат вашите анализи? Што очекувате ви на 19 октомври? Дали ќе победите? Што за вас ќе биде победа на овие избори? Значи, за нас ќе биде победа на овие избори ако имаме минимум една општина повеќе од ДУИ. Значи, и аритметиката така вели. Значи, победата е бројот на општините кои што ги имат. Што во општините ќе сметате, градоначалници или совети? Сега и тука има села, минатата емисија беше гостин во студио, вели ние за нас е битно советничките листи, таму ги гледаме гласовите, бидејќи за градоначалници ќе им помага ВМРО на вреди така натаму и така натаму. Значи, коалициите секогаш се биле и ќе бидат и е природно, и е нормално. Значи се брои и он е доктор, јас сум инженер, така да аритметиката вели колку општини или колку градоначалници се менаџират од едната или од другата страна. Да, на крајот на денот градоначалникот е тој што раководи со општината, на институцијата, да. Добро, дали ви се овие 100.000 што ги освоивте лани достижни на овие избори или веќе ви се некако многу? Како ви изгледа? Дали ќе имате 100.000 на советнички листи? Јас мислам дека ќе има и повеќе, анализирајќи ги процесите што се случуваат во нашата страна и кај нив. Ние докажавме дека овој период сме стабилна влада. Нашите министри, директори, менаџери на институциите докажа дека може различно да се менаџира со институцијата. Ценам дека тоа веќе граѓаните го чувствуваат и мислам дека тој број треба природно и нормално треба да се зголеми. Од другата страна, освен тој наратив на национализам, мислам дека еве и не гледаме нешто, не гледаме ние направивме ова, ние направивме тоа. Нема резултати, нема отчет. Ќе видиме сега според анкетите и ова што видовме во сала Борис Трајковски, вие наполнивте и тие наполнија. Ќе видиме како ќе испадне. Не беше исто само. Да, не знам сега, вие сигурно мислите дека вие имавте повеќе, тие мислат дека тие имале повеќе. Како и да е, очигледно ќе има интересни битки во многу општини, но најинтересна се очекува да биде во Чаир, таму ќе има директен судир меѓу првиот вице-премиер Изет Меджити и Бујар Османи, подпредседателот на ДУИ. Ова од многу аспекти е интересна битка, меѓу другото и двајцата потекнуваат од иста партија, има и символика во овој нивни дуел. Дали тоа кој ќе победи ваму во Чаир може да детерминира кој ќе може да се прогласи за победник на овие избори? Не, уште еднаш велам дека победникот на изборите треба да биде бројот, минимум еден поголем од другата страна. Да, но ако победи Бујар Османи во Чаир, знаете, тоа ќе биде голем удар за од другата страна, Чаир е многу интересна општина заради две работи. Прво, освен што потекнуваат, значи и Изет беше нели до пред 2,5 години дел од 3 години дел од ДУИ. Вториот момент многу интересен е дека Бујар Османи е втор човек на ДУИ. Че ако он изгуби во Чаир, тоа значи дека ДУИ како политичка партија е во голем ризик Исто тоа важи за вас.
Истото важи и за Влен, дефинитивно, бидејќи исто така изете еден од главните, да кажам, еден од лидерите на Влен, така да, затоа Чајре Ама може само еден да победи. Ама може, да, ќе победи само еден. Да победат. Ќе победи само еден. Ќе биде ли мирно? Има стравување дека можеби да се појават и инциденти, насилство. Има ли основа за вакви Јас мислам дека тоа е желба на Дуи и мислам дека работат на тоа. Гледате, секој ден по некој наратив дека албанците веќе во Македонија немат ништо, изгубени се у простор и време. Тоа е тој наратив за да може утре, нели, по тој наратив да имаат моменти за да се направи нешто такво. Чисто не верувам. Да, жештена атмосферата политичка. Лично ако ми прашувате мене, јас не верувам, бидејќи јас верувам дека граѓаните веќе се неколку години дел од тие лажни патриотизми, од тој лажен наратив и мислам дека не треба да подлегнуваат, но не веруваат веќе на тоа. А какви се шансите на Касами во Тетово за реизбор, Лимани во Кичево? Ние очекуваме неколку општини да завршат на прв круг. Таму е општина Чаир, таму е Тетово, Желино, Боговиње, најверојатно Струга, Дебар, така да се некои општини во кои што цениме и според нашите анализи завршуваат на прв круг. Втор круг ќе оди Врапчиште, Гостивар, Кичево, така да. Добро. Колку ова се доминантно албански општини за кои говориме, но има и македонци таму, колку нивниот глас ќе биде важен на овие избори? ВМРО, ДПМН и СДСМ одлучија во најголем дел од нив да не кандидираат своји кандидати за градоначалници, освен Кичево, ВМРО, ДПМН има, но кандидираат левица. Па битен е, значи, знаете, на локални избори секој глас е битен. Ако збориме за Кичево, за Гостивар и за Тетово, исто така се многу битни секој глас, затоа и се гледа дека Дуи се плаши од тие општини и сака да намали гласови, бидејќи природно ние сме коалиција, владина коалиција, природно владината коалиција и на локално ниво да се поддржува и знаејќи дека на локално ниво како владина коалиција ќе се поддржуваме еден со друг, тие што направија, например во Гостивар излегува левица со кандидат, затоа што мислат дека ќе одат и затоа кампањата им е национална, етнички, и мислат дека и 5 гласа, и 10 гласа, и 100 гласа да се, значи помалце за Влен, ќе биде добро, и затоа направија, за жал, направија коалиција и со левица во овие градови. Добро, зошто мислите дека само на ваша штета ќе биде тоа? Ако ќе биде штета и на Дуи, нема по автоматизам да бидат сите за Влен? Не, тие гласови, тие знаат дека нема да ги добиват, затоа одат и со тој наратив, за да може македонците во тие општини да не гласат за кандидат албанец, туку да гласат за кандидат македонец. Да, Струга ќе биде интересно, таму е кандидираат Мојсовската, партеничката генерален секретар на Левица, вие поддржувате Менди Чира, таму рековте, очекувате во... Очекуваме прв круг да заврши, да. Добро. Главниот наратив на Дуи, откако заврши изборите лани, и пред да почнат, откако им стана јасно дека Мицкоски нема намера да прави коалиција со нив, и дека преферира да прави коалиција со нова политичка сила, односно со Вреди, е дека вие немате легитимитет да ги представувате албанците во власта и дека таа власт ви е подарена од Мицкоски. Дури Али Ахмети на овој митинг последниот ве навреди со, да речам, ве спореди со Загари дека сте на Мицкоски. Дали овие избори ќе расчистат нешто од овие дилеми околу легитимитетот? Сега знам да имавте едно толкување дека имате 100.000 албански гласови, дека во нивната коалиција има турски и други гласови. Како и да е таа дебата постои, дали овие избори нешто ќе значат да се расчисти ова прашање и да се затвори на некаков начин? Гоце, ова прашање е расчистено од претходните избори. Значи, уште еднаш, таа коалиција тогаш, наречена Европски фронт, беше креирана заради тоа што Дуи се имаат искуство, политичко искуство и знаат дека ќе изгубат. Ако тие излегуваа сами, тие знаат дека 100% ќе бидат и аритметиката ќе биде различна. И заради таа аритметика, тие камуфлира коалиција кој што буквално собра од сегде, без никаков политички наратив, само заради бројки. За да на крајот на денот,
кога вие ги соберете, знаете, многу големи се тие бројки. Значи, кога ги соберете турците, роми, бошњаци внатре, автоматски вие знаете како што прават сега со левица, знаете дека еден дел, ако се гледа само Дуи. Гледате, значи помалку и гледат, ако ги анализирате гласовите, јасно се гледа дека тие гласови не се прво чисти албански гласови, за да се повикувате дека имаме повеќе гласови. Вториот момент, истото сега го прават. 107.000 гласови не се малца. И истото сега не се случува. Значи, кандидират заедно со левица кандидати македонци, таму кај што не може да се победи заради бројките, едноставно да се намали таа бројка, таа аритметика во политиката. Значи, тие се вешти за камуфлажа, затоа цело време креираат таков тип на политика. Добро, значи, вие сте убедени дека ќе победите, но и да не се случи тоа, вие мислите дека имате доволно легитимитет да продолжите да ги представувате албанците во влада? Дефинитивно. Овие се локални избори. Локалните избори се еден тип на креирање на политики, базирани на локални потреби. Националните или централните или значи наративот на владата е тотално различен. Креирање на политики на ниво на собранието, не од тоа колку градоначалници така и на ниво на државата. Ние имаме уште 3 години мандат. Но не може да негирате дека тоа ќе влијае на политичкиот амбиент во држава. Јасно е дека бројките ги има ова влада, имате стабилно мнозинство од 70 и повеќе пратеници во собранието, но доколку се остварат овие прогнози, ако навистина изгубите 2:1, мислите дека ќе може комотно да продолжите да функционирате како влада? Го слушам и Мицковски дека вели дека нема да има предвремени избори, нема Дуи да бидат во владата. Вие сте исто против предвремени избори. Ќе може ли да се издржи тој притисок што ќе го наметне Дуи? Најавуваат, слушаме анализи и протести дека ќе прават. Истото најавува. Еве, дај да се вратиме една година претhodно. Исто најавија тогаш протести, најавија дека граѓаните ќе бидат против секој процес на владата, дека ќе бойкотираат буквално све. Еве, после година и пол, ништо не се случи од тие најавени протести, исто така се случи. Значи, едноставно тие се плашат од нешто друго. Се плашат дека после овие локални избори, 3 години на владење на ова гарнитура ќе бидат насочени кон програми, дефинирани институции кои што се во склад со европските вредности, правен момент и правен систем кој што дефинитивно нема да биде заспан како што е, туку ќе работи малце и ќе почне сите тие процеси да ги анализира. Да, се говореше многу за корупција на Дуи, но ништо не видовме конкретно дека одговара. Тоа не зависи од нас, знаете. Ние еве менаџираме со институции. Секој од нас знае како е менаџирана таа институција од претходните. Јас знам како е менаџирана мојата институција, како е да е на крајот на денот јас сум министер на таа институција и толку можам. Значи, вие не можете и не смеете да излезете надвор од рамките кои што ви ги дозволува законот. Добро. Кога ве напаѓаат, кога ве критикуваат од ова, како се вика се, Национална алијанса за интеграција, така е. Ги менуваат, јас често ги мешам. Да, тешко е малку да се запамети. Особено ве критикуваат дека се загрозени, дека се намалени етничките права на албанците со оваа влада и со вреди, кога тоа го зборуваат како главен аргумент, го користат укинувањето на балансерот што се случи по одлуката на Уставниот суд. Сега вие како влада работите на закон за правична застапеност во јавниот сектор. Тој закон, ако добро сватив, сега во момент е на консултации со Венецијанската комисија, што тој ќе биде поразличен од балансерот? Можно ли е да има решение кое од една страна ќе обезбеди мерит систем за вработување во јавниот сектор, од друга страна да се запази ова начело уставно за правична застапеност? Тоа беше алатка. Таа е софтверска алатка во која што црпи податоци на влез, има математички модел и на излез ви дава колку вработени од која етничка заедница треба да бидат. И толку. Значи, да биде согласно пописот. Согласно, нели ти дефинираш рамка. И вели согласно оваа рамка, ти дефинирај ми, сакам 20 вработени, кажи ми колку од нив што да бидат по етничка гледна точка. Добре. И гледано од како алатка, оке, има влез, има модел и има издес. А ова е закон. Значи, законот by default е институција која што е над такви алатки, софтверски алатки кои што ние може да ги употребиме за секојдневна работа, за да ни помогне, не знам, анализа на некој процес да направиме, визуализација на некој податок. Значи, прво, ако гледаме од таа гледна точка, ние
направивме закон, веќе законот е завршена приказна, чекаме само одговор од Венецијанска комисија и законот ќе биде дел од нас, од нашиот систем. Што ќе значи? Вториот момент. Како ќе функционира тој закон? Што значи и како функционираше балансерот? Јас сум сведок, јас бев министер во МИОА, како што кажавте. Балансерот беше дел од, како алатка, дел од нашата институција. Многу, да. И таму имаше секој ден. Да. Ние сите се срамевме каков тип на резултати ни дава балансерот и каков тип на резултати добиваме после анализата на вработените во тој сектор кој што, не знам, требаше да бидат 5 албанци, 3 турци, не знам, земам само пример. Да, ти гледаш на крај дека тотално е обратно. Во Гостива, на пример, албанците имате, ако сега ги анализирате, ќе видите албанци запишани како македонци, како турци, како роми, само да се вработат. Во Куманово обратно, македонците се запиша како албанци, како срби, како турци, само да бидат дел од таа институција. Јас и тогаш и јавно, ако се враќате назад и ги следите моите пресконференции, реков дека се срамам и жал ми е за тие директори што имаат такви вработени. Че ти да имаш вработен, кој што не се цени самиот себе си. За една работа, јас да сменам, да бидам од албанец, македонец, ром, турчин, не знам, србин. Но на крајот сите се со партиски книжки. Мислам дека на крајот на денот збори многу за профилот на човекот. Колку и да е он професионалец, збори многу дека утре он може да не биде дел од таа институција и да злоупотреби процеси внатре. Така да таа алатка со закон, добро дефиниран закон. Исто така законот мора да има после индикатори за да може да се екзекутира, да се процесира. Ценам дека нема да има ваква можност. Дали етничката припадност ќе биде важна при вработувањето? Значи, merit-based системот со етничка припадност, комбинација е решение кај што не само кај нас, но многу развиени земји, тоа е единствената алатка која што вие имате merit-based систем и кој што имате пропорционална дисперзија на вработените во јавната администрација и така натаму. Знаете, денеска и функционира. Вие ако гледате приватни компании, тие внатре имате албанци, турци, македонци и све, само што имат плюс, што немат во јавната администрација, merit-based системот. Че он ако му треба албанец заради бизнисот, бидејќи треба да знае албански, он ќе одбере албанец да има во институцијата, не најслабиот албанец кој што едноставно или најслабиот македонец. Он ќе одбере добар македонец и добар албанец профилизиран, стручно за да може да функционира. Да, на сите и на македонци и на албанци ни треба професионален јавен сектор. Мислам дека во јавниот сектор тоа е многу битен момент. Значи, и да биде департизиран, ако може, тоа би било најдобро. Јас во здравство, например, јас се изненадив дека во здравство, според законот, имаме процес за вработување на доктори, медицинска сестра, кој е многу транспарентен и merit-based системот е добро дефиниран и на крај што се случува. Последниот чекор вели во законот, одлучува директорот кој ќе биде вработен од сортираната листа. И често да се случува директорот да одлучи последниот да биде вработен е првиот. Јас првите недели барам дека тој закон така, сигурно. Тој закон треба да биде, но мора да одиме чекор напред. Значи ние мора коалицијата се договорите, дали докторот е доктор, администраторот е администратор. Он ми служи и мене и тебе и на секој граѓанин. Така, вие кога одите утре за здравствена барате најдобар лекар. Вие барате најдобар лекар. Не барате од ВМРО, од СДС, од затоа велам, некои работи мора да ги надминеме. Да, ќе видиме како ќе заврши тоа, ќе го почекаме и законот да видиме како ќе функционира. Негде најавивте почетокот на годината, ако не се лажам, дека треба да биде готов законот за правична застапеност. Тој чекаме да стигне одговорот и ќе биде дел од процедурите во собранието. Добро. Веројатно многу од овие теми немаше да бидат. Се говори за српски свет и за евроинтеграциите, веројатно немаше многу теми од овие да бидат на маса доколку ги почнавме преговорите во овие 3 години, но тапкаме во место, иако вие во претходната влада се обидовте да ја спасите ради таа евроинтеграција, но очигледно дека ништо не се случува. ВМРО ДПМН и натаму се против уставни измени, ниту Бугарија, ниту Европската унија нешто не направија посебно за да ги убедат. Гледате ли вие некаков излез од овој ќорсок? Да, гледам. Значи Европа прво додуша ветувавте за 6 месеци како вреди дека ќе се донесат уставните изменија, но сега имате ист став со ВМРО ДПМН. Јас верувам и знам и сум сигурен дека европскиот пат е многу битен и за владата, и за државата, и за сите политички партии. И ние сите
буквално секоја политичка партија работи за да бидеме дел од Европската унија еден ден, заради тие вредности кои што таа унија ги има. И ценам дека постои изборите многу појасни ќе бидат процесите. Значи, знаете, јас верувам дека Европската унија не е само мапа на пин во мапата, значи географска површина само. Многу повеќе од тоа. Тоа е концепт на вредности кои што се многу битни за нас прво, за нашето општество. Како да го направиме чекорот, како да ги почнеме преговори? Мислам дека чекорот ќе се направи да бидеме предпазливи, значи се бара консензус и тоа е нормално. Значи чекорите во политиката кога се предпазливи се е многу Мислите дека помогнала резолуцијата на Филипче нешто, таму има конкретни датуми до ноември да се изјасни владата. Јас гледам дека таа резолуција ако анализирате и малце ми беше интересна, бидејќи тие се враќаат пред 3-4 години ВМРО нели излезе со слична резолуција. Тие променија, нели рековте, ние бевме дел од власта и со СДСМ, едноставно не ги препознавам како политичари. Со таков пристап, значи едноставно ако ние бараме вредности, европски вредности, тие велат дека се губи време вака и дека мора нешто да се прави сега. Чекорите мора да бидат предпазливи, дефинирани. Јас кога ме прашавте за тој наш наратив со работа и наративот на дуи со емоции, јас реков дека бара повеќе време, но посигурен е тој пат за граѓаните. И тука исто. Можеби бара повеќе време, но посигурно ќе биде за државата. Верувате дека Албанија ќе ги заврши преговорите и ќе стане членка до 2030? Јас верувам дека и Албанија и Македонија ќе станат дел од Европската унија заради две причини. Првата причина е дека во исто време? Дека нема причина во исто време, дека нема причина да не бидеме дел од Европската унија и заради географскиот момент, но исто така и заради политичките моменти на Европската унија и на тие сите политички случувања во светот. Ние проблем, тие ги почнаа преговорите, бевме заедно во тој пакет, сега тие ги отворија. Реално ние имаме политички чекор кој што треба да бидеме предпазливи да се направи бридж. Понатово од административна гледна точка мислам дека нема да имаме проблеми, брзо ќе ги одиме. Впрочем, ние и сега работиме. Тоа што го кажав. Вредностите на Европската унија се да се работи според законот, да бидеш транспарентен, да нема корупција, да има иновации, инфраструктура, така да ние воопшто не сме спречени сега нашите институции да ги креираме. За жал тешко оди, да, тешко оди, затоа Европската унија ќе се бустира тогаш овој процес. Добро. Што мислите за таа изјава на Али Ахмети дека ако се случи да останеме заглавени натаму на овој европски пат, ако Албанија влезе во Европска унија, дека едни ќе одат со Бугарија, едни со Албанија, како рече, дека видете, за жал Али Ахмети веќе е изгубен во простови време во политичкиот екосистем и гледате секој ден гледате различни политички моменти. Еднаш псуе, вториот пат сака разделба, третиот пат не знам е зелен, четвртиот пат е не знам тој што Југославија, бивша Југославија го растурил. Така да мислам дека е несериозно и да се троши енергија да се анализира. Добро. Рековте и така е, додека не се отвори овој пат, немаме друга опција освен самите да работиме и да ја реформираме земјава и да ја подготвиме да биде нормална европска земја. Вие водите, кажавме на почетокот, еден многу важен ресор со многу проблеми. Болниците се даваат во долгови, многу од нив се во лоша состојба, многу немаат персонал, тој што го има се жали дека има лоши услови, ниски плати. Пациентите ретко кога добиваат некоја услуга на времено да биде тоа. Не се ова вчерашни проблеми, вие сте само 3 месеци министер, но знаете ли, имате ли идеја барем од каде да се почне во се тоа? Да. Прво што направивме, дефиниравме проблем. Кои се проблемите во здравството и тие ги дефиниравме. Јасни ни се проблемите. Значи проблеми имаме, вие ги спомнавте, инфраструктура, само дел спомнав. Човечки, само дел, човечки фактори, така натаму да не должиме многу. Значи кога веќе знаеме со што се соочуваме, природно е да креирате политики за да ги решите тие проблеми чекор по чекор. И тоа го направивме. Значи креиравме 5 столба. Секој од нив има... Кога ќе видиме некои резултати? Веќе имаме резултати. Значи, првите резултати се веќе се менува 12 закони. И
Мислам дека у понеделник имаме дебата за тие 12 закони, веќе се дел од баш од тие промени. Вториот момент е моделот на финансирање. Вие знаете дека во здравство многу изненадувачки се креира буџетот базиран на историја. Како било пред 5 години, како било пред 10 години. Здравството е динамичен систем, значи или и заради демографија. Значи ние имаме секоја година постаро население. Автоматски ти се соочува со болести кои што не си се соочил пред 5 години, пред 10 или со помал обем. Автоматски треба да инвестираш повеќе и на човечки капацитети и на финанси во тој дел. Вториот момент, треба да видите инфраструктура. како функционираат приватните клиники, тие очигледно добро функционираат во држава и добро организирани се и прават профити, очигледно дека точно знаат што треба да се прави. Така е, секоја институција, во приватна Не институција... дека немаме кадри, дека не можеме, туку очигледно дека проблемот е во начинот на кој е организиран системот. Проблемот е дефиниран, Гоце. Проблемот е на долгорочно проектирање на процесите во здравството. Вие мора во здравството минимум за 10 години да креирате стратегија. Така и нас никој не го свеже сериозно, споменав 10 министри се сменети за 10 години. Тоа не само значи кај нас решаваме дневни проблеми. Веќе и здравството е чувствително. Вие мора да се справувате со дневни проблеми и заради тие дневни проблеми ги губат енергијата и фокусот на долгорочните политики. Затоа направивме работни групи, ние заедно сега со Министерство за образование имаме работна група која што ќе дефинираме 10-годишна стратегија, национална стратегија за човечки капацитети во здравството. Че ќе се знае веќе колку училници ќе се отворат во кој град, за кој профили во средно стручно образование. Ќе се знае колку ќе биде бројот на отворени слободни места на факултет за да не образуваме доктори. само за Германија. И на крајот на денот ние ќе знаеме за 5 години колку доктори имаме или за 4 години колку медицински сестри имаме. Врз основа на тоа ти треба да креираш политики. Паралелно на тоа, ти мора да се справуваш со дневните проблеми. Да, гледаме на онкологија, дневните пак нема проблеми терапија. немаме доктори. Да. Велите ни бегаат во Германија, во Словенија, многу имаме во Австрија. И што се случува? Исто така треба да се дефинира зошто одат. Многу изненадувачки е дека јас разговарам, имаме онлайн средби со докторите надвор од државата. Дел од нив и сакаат веќе да се вратат, во процес сме. Дел и многу е изненадувачки дека не одат заради плата. Тие одат заради две причини. Прво, инфраструктурата им е многу подобра. Он се чувства побезбеден кога работи со апарат кој што му е не знам од 2024 или 5-та, отколку тука 85-та или 84-та. Јас се изненадив, направивме цела база на инфраструктура во здравството. Дали знаете дека имаме од 74-та година тулцеви алатки кои што докторите работат. И на крајот на денот, колку и да си стручен, околината не ти дава ти да бидеш Да, не може во во текстот. хаос да функционираат, сака Ова е првиот момент. Систем да има, да. Вториот момент, исто така не се платите. Вториот момент е тој кариерен развој во здравството. Чи кај нас тој кариерен развој е дефиниран само на хартија, на протокол. Чи никогаш Кај нас зависи од тоа кој ќе биде министер и директор на зависи од многу партија. околности, освен од професионалноста. Јасно. Така да, овие се два клучни работи во кои што ние ги дефиниравме и ќе ги отстраниме. Верувајте, ќе едната веќе ја отстрануваме. 205 милиони евра Да, и почне да се ова инвестираме. совработувањето да биде непартиско, ќе биде голем успех за почеток ако успеете да го да изградите консензус во рамки на владата да Еве го ќе се поддржи. бориме и тој закон, еве јавно кажувам дека тој делот од законот мора да биде сменет. Добро, немаме многу време во оваа емисија, за здравството веројатно многу може да се зборува. Но овде сакам да ве прашам околу тоа што е тренд во современите земји. Да има помалку во болниците луѓе, да има помалку болни, да имаат лекарите помалку работа, затоа се многу важни скрининзите на раната детекција, диагностиката. Кај нас има проблем тука, да еве и директорот на онкологија деновиве во една прилика за Канал 5 кажа дека кај нас за разлика од Словенија на пример има во многу касна фаза доаѓаат болните од канцер, за разлика од Словенија, многу рано ги откриваат и ги лекуваат на подруг начин и тоа е многу и поевтино на крајот на денот за државата. Но кај нас проблем е што нема и со симптоми не може човек да дојде до термин за ехо, за мамографија, за сите тие испитувања што се прават, камоли за некој здрав човек да дојде до термин и навреме да му ги прочитаат резултатите. Има ли некој начин овој дел од системот да се унапреди за брзо време и да профункционира подобро?
Има и еве, ако ве прашавте резултати, еве друг резултат е овој. Веќе сега имате намалена листа на чекање за пациентите, заради тоа што направивме дополнителни напори мој термин да биде пооптимизиран. И сега веќе знаеме, и ние како министерство, јас базиран на тие податоци креирам политики, знам во реално време кои доктори колку време се во амбуланта, колку време се прегледуваат, колку време се на операција. И веќе се намали За многу работи нема термини. Да, се согласувам и тоа е заради човечкиот фактор. Вие мора да имате доктори за да може да имате повеќе термини. Вториот момент, кога светот веќе збори за болници без зидови, значи за дигитализација, за телемедицина, ние се уште се бавиме еве со вакви базични проблеми. И затоа дигитализацијата е еден од клучните активности што кај нас ги имаме. Јас веќе креирав и посебен сектор кој што се бави само со дигитализација. Ние веќе имаме и тука резултати. Еве лекови на позитивна листа веќе нема тон хартија да носите кај нас за да може да влезете во таа позитивна листа. Значи компаниите може сега дигитално, буквално све да едноставно да не треба да се види со вработените, да може да аплицира за лек за да влезе во позитивната листа. И други софтверски решенја кои што ги имаме. Транспарентноста, рековме, на веб страната веќе знаете. Може да помогнете со дигитализацијата. И јас мислам дека тука е решението. Значи само со дигитализација, скринингот рековте, исто така. Скринингот правиме напори, веќе не е скрининг како после 6 месеци ти добиваш резултат. Каков скрининг е тоа? Па нема и ќе направи човек. Мора резултатот да се добие за една недела максимум. 6 месеци се чека да. Така да работиме на тоа, паралелно работиме. Еве сега веќе црпиме и ние капацитети ќе црпиме од други држави. Веќе сум во преговори со Италија, со Словенија, со Австрија, за да можеме и наши доктори да одат таму и медицински сестри за обуки и соработка помеѓу тие земји. Да таму да се вратат. Да ги пратите да останат. Мислам дека позитивен тренд ќе имаме на враќање сега. Добро. На крајот сме сосема од емисијата. Две блиц прашања околу клиничкиот центар. Дали се откажуваат од катни гаражи, тоа што беше проектот на Таравари? Ќе се градат катни гаражи или нема да се градат? Значи, ние веќе сме во тек, процесот е веќе, значи, административниот процес заврши. Најверојатно за кратко ќе почнат веќе да се копа и да се работи на клиника. Клиничкиот центар Мајка Тереза ќе има најмодерен паркинг во Македонија. Ќе има катни гаражи? Значи, освен што ќе има цела инфраструктура базирана на смарт паркинг, ќе има и монтажна катна гаража. Вие градите сами како министерство? Не, со град Скопје, значи се гради од ЈП паркови. Да. И тука мора да напоменам дека ние како Министерство за здравство трошиме 0 денари, значи ќе се инвестира од компанијата, од паркови паркинзи, да, паркинзи за Скопје. И цена и така ни е дефинирано заедно со директорот, значи за 3 месеци да биде паркингот завршен. Значи од самиот влез до самиот излез паркингот ќе биде целосно дигитализиран. Од 1 јануари се најуваше дека ќе се обедини клиничкиот центар во еден субјект, дали тоа ќе се случи или ќе се одлучи? Ние почнавме, има некои анализи направени за овој процес и ценивме дека најдобро е за да нема хаос во целиот здравствен систем заради тие поврзани садови во здравството, да почнеме чекор по чекор. И веќе почнавме, процесот е веќе на средина на административна процедура, да ги споиме кардиологија со кардиохирургија. Значи, овие две клиники веќе ќе бидат многу брзо после изборите, најверојатно, споени. Сега заради изборите не сме, да има промени во директорите и така натаму. Парцијално вака ќе ги спојувате, не има сите наеднаш да ги споите. Природно ќе ги споиме. Значи, природно треба да биде кардиологија со кардиохирургија еден центар и така се во една зграда и така ќе ги споиме дел по дел клиниките кои што се природно поврзани една со друга. Добро, на крајот од оваа емисија, како што најав неколку прашања од гледачите, имаше повеќе, може да ги погледне и вашиот тим на нашиот Facebook профил, да ги погледнете, да видите, има и некои поединечни што ги интересира граѓаните околу некои установи низ државата, каде што има проблеми, вие воспоставивте некаква линија, не знам колку функционира таа со пациентите. Еве во оваа прилика ќе го поставам прашањето што го испратил Кире Георгиевски, прашање до министерот. Премиерот на последниот прес во кардиохирургија изјави имаме државна кардиохирургија која извршува такви здравствени интервенции кои не може да се реализираат во Белград, Загреб и Љубљана. Да појасни министерот на кои кардиолошки интервенции мислел премиерот. Еве кога сте кај кардиохирургија и Значи, кардиохирургија во моментот има хибридна сала,
која што од Австрија наваму ниедна земја нема таква операции сала. таму. Колку се намалува секоја година бројот на операции? Значи, инфраструктурно ако збориме, значи таква инфраструктура нема ни во Словенија, нема ни во Хрватска, нема ни во Србија. Едноставно, што е таа инфраструктура? На истиот столб вие може да направите и диагноза на пациентот и операција, значи од таму на друг агол операција, на третиот агол да се следи здравствената состојба постоперативна на пациентот. Значи ќе остане кардиохирургија државна, нема да се укине? Не, само се спојуваат кардиологија со кардиохирургија. Вториот момент е, рековте дали има операции. Операции има малце, тоа е точно, заради тој геп на барање и на можности, капацитети, човечки капацитети. Значи, затоа имало приватните, дури и таму каде што не треба да има операции. И затоа отидовме чекор исто така напред и со приватните. За прв пат Министерството потпишува меморандум за соработка, бидејќи јас искрено верувам дека и приватниот сектор ни е битен во државата, не само во здравството, во секој поглед, значи во секој бизнис, и државниот, бидејќи приватниот секогаш ти прави позитивен притисок за да можеш ти да одиш напред со технологии, со нови методологии, и затоа ценам дека заеднички со приватниот сектор, здравствен сектор, ние може и да соработуваме, но на крајот на денот државните институции ни се многу битни. Добро. Еве уште едно прашање од Александар Давидов. Споменува околу дигитализацијата, вика зошто се уште се употребуваат тие зелени книшки, зошто не се употребуваат тие картички, уште на времето се најавуваја да има е-рецепт, е-термин, некакви дигитални услуги. Работиме и тоа ќе биде минато за брзо време. Добро, и последното прашање до министерот, кога ќе има на позитивната листа таблети антикоагуланси? Значи, секоја компанија која што увезува лекови има право да аплицира за позитивна листа. Ние имаме, знаете, комисија. Лекови кои ги користат бремените, обично жени, значи за згодување на крвта, тоа се лекови кои многу се користат, во широка употреба се, а потоа луѓето мора да одат до фондот, па да си ги враќаат парите, сакам да речем, на крај пак државата ги плаќа, но сето тоа трае. Само процесот е долг. Значи, за жал, долг е заради две работи. Прво, таа позитивна листа, знаете дека лани се промени, значи 10 години беше истата. И ние со тој пристап со дигитализација на процесот, на пресконференција реков дека од сега веќе 2 пати годишно ќе мора таа позитивна листа да се ревидира. Значи, дел од лековите да се отстранат, бидејќи се многу стари, и дел од новите формули, нови лекови да бидат дел од таа позитивна листа. И ние интензивно работиме на тоа, не само за лековите, и за сите други здравствени услуги кои што државата треба да ги покрие, ќе бидат дел од таа инфраструктура. Значи, вие сте убедени дека до 2028 година ќе бидете министер за здравство и ќе исполните се ова што ветувате? Да, јас работам на тоа. Без разлика како ќе поминете на локалните избори? Се работи за парламентарни и локални избори, различни се. Добро, господине Алију, ви благодарам многу за ова гостување и се гледаме кога следна прилика. Благодарам на времето. Почитувани гледачи, тоа беше министерот за здравство Азир Алију. Со мене се гледаме следниот четврток. Довидување.